Кои се најчестите теми за дискусија во светот? AI. I found the AI really useful. Generative AI. Кои се најчестите теми за кои зборува Европа? AI, Intelligenza artificiale. AI. Intelligence artificielle. a la velocidad de esta tecnología. AI, artificial intelligence. Вештачката интелигенција е реалност, а со цел да се има контрола, Европската Унија усвои регулативи за Законот за дигитални услуги, Законот за дигитални пазари и Законот за вештачка интелигенција, што представува значајна пресвртница во напорите на Унијата за регулирање на дигиталната сфера. Потребата за овие регулативи произлезе од брзата еволуција на дигиталниот пејсаж, каде традиционалните закони се бореа да го задржат чекорот со новите предизвици како што се дезинформациите, говорот на омраза и практиките на нелојалната конкуренција. Овие регулативи ќе влијаат и врз менување на образовните системи. Technology and goes super fast, or new ideas are popping up, or new software is popping up. But of course, educational system is very slow, so it really takes some time. There's a lot of protocols. And I also think that's a good thing that education is quite behind, because we don't know what the effects will be. Imagine that tomorrow we're all going to agree every student can use generative AI. We don't know what the impact will be. Science is very slow. Усвојувањето на овие регулативи представува проактивен пристап од страна на ЕУ за справување со предизвиците и можностите што ги носи дигиталната револуција, за да се постигне рамнотежа помеѓу заштитата на основните права и слободи, додека ги штити граѓаните и бизнисите на единствениот дигитален пазар. Сепак, проблемот ќе остане во неговата имплементација, особено во однос на големите платформи. Сериозна е загриженоста во врска со спроведувањето на цензура и селективно потиснување на одредени информации кои можат да бидат од јавен интерес. Како земји кои претендираат да станат членки на Унијата, Македонија, како и соседните во регионот, мораат да ги усогласат правилата и законите со оние на ЕУ. Но законски решенија и одлуки околу вештачката интелигенција се потребни и за да се постават контурите на идното делување на општеството по ова прашање. Ова се теми за владата, ова се теми за државата, какви политики ќе креира во делот на информатичките технологии. Ние имаме министерство во државата и тоа е добро, но сега фали како тој ќе стане по-мултидисциплинарно во делот на, за ова за кој што сега зборуваме, во делот на образование, во делот на софтверот, на хардверот, на темите за кои што всушност не се тоа ефтини алатки за кои што ние зборуваме. Тоа бара многу сериозен пристап, бара многу одговорност, бара многу знаење, бара препознавање на луѓе кои што можат да ни помогнат да се издвојат. Институтот за комуникацијски студии заедно со Шер фондацијата направија анализа колку е усогласена регулативата на земјите од Западен Балкан со онаа на ЕУ во областа на дигиталните права и безбедност пред се со Законот за вештачка интелигенција, Законот за дигитални пазари и Законот за дигитални услуги. Истражувањето и Policy Paperот се дел од проектот соработка за дигитални права на Западен Балкан, поддржан од фондацијата Отворено општество Западен Балкан. Сегашното ниво на правна усогласеност помеѓу македонското право и трите акти на ЕУ е во најдобар случај спорадично. Поголемиот дел од вистинската усогласеност е резултат на активностите за усогласување на законите во минатото со претходните регулативи на ЕУ. Овој пристап резултира со крпеница од правни инструменти кои често се усогласени со некои од одредбите на овие три акти во духот, но не и во вистинската формулација или формалност. Веќе беа делумно применети во македонското законодавство преку Законот за електронска трговија, Законот за електронски комуникации. Значи има некаква рамка кај нас која што веќе постои и бидејќи сами актите во Европската Унија се надградуваат на истата рамка, дел од уредбите кои што се наоѓаат во актите на Европската Унија се применети и кај нас. Примената во македонското законодавство е како една служувалка која што многу често одговара во духот на тоа што нови акти на Европската Унија сакаат да го уредат, меѓутоа не е дестилирано и не е собрано на едно место како еден акт. Дамески објаснува и што е нужно да се спроведе во следниот период. Од аспект на вештачка интелигенција немаме никаква примена. Македонските законодавци, собранието, треба да преземе еден пристап каде што ќе ги земе активе кои што се донесени од Европската Унија и ќе воведе исти такви закони кои што веројатно ќе се викаат на истиот начин, значи исто така ќе бидат наречени и кои што ќе го пренесат целиот дух
на тие акти во нови закони. Основното прашање за членството на единствениот дигитален пазар на Западен Балкан е правната рамка. Придобивките од единствениот дигитален пазар на ЕУ за Западен Балкан би биле взаемни. ЕУ може да обезбеди безбедно дигитално обкружување и да ја подобри економската конвергенција со отворање на својот пазар за подем на дигиталниот сектор во регионот, додека Западен Балкан може да ги обезбеди алатките и механизмите за заштита на ЕУ за сложени законодавни иницијативи.